гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот ги гледаме најважните вести од денот. Safe City почна со работа. Толеранција од 6 над дозволеното, каде што дозволената брзина е 50, на автопат максимално пречекорување од 12 км на час. Министерот Алију ќе бара средба со кардиологот Сашко Кедев по неговото повлекување од здравствениот совет. Има ли некаков напредок во контролата и проверката на непотребните кардиохируршки интервенции? Владата нема да издржи до 2028, вели Филипче. Мицковски останува на ставот за редовни избори и укинување на пржинската влада. Неизвесен договорот на владата со УПОС. Ке прифатат ли синдикалците откажување од растот на платите предвиден со општиот колективен договор? Почнаа градижните работи на булеварот Македонија. Скопје чекор поблизу до првата подземна сообраќајница. А во тема на денот, мој гостин, министерот за култура Зоран Љутков, со него ќе разговараме за годишната програма за култура и поддршка на проекти, но и за други актуелни прашања од неговиот ресор. Останете со нас, почнуваме. Без проблеми утрово почна официјалната употреба на системот Безбеден град. Скопје, Тетово и Куманово денес се под видео мониторинг на главните сообраќајници за да се овозможи побезбеден сообраќај. Со правилник се дефинираат стапките кои системот ќе ги толерира и кои достигнуваат до околу 15% од пропишаните законски ограничувања. Тамара Дичовска известува. Од денеска сообраќајот е под постојан надзор. Започна Safe City, системот на МВР кој преку мрежа од камери треба да ги намалува жртвите во сообраќајот и да спасува човечки животи. Камерите се поставени на најкритичните точки на улиците, онаму каде што прекршуците се најчести, а последиците најтешки. Новиот праг на толеранција за возачите ќе биде зголемен до 15% над дозволената брзина. Целта е учесниците во сообраќајот да се навикнат на новиот систем, вели премиерот Мицкоски. За возачите кои се движат со брзина до 50 км на час, камерите ќе толерираат дополнителни 6 км на час пред да се казни возачот. Онаму каде што дозволената брзина е од 50 до 100 км на час, толеранцијата е 9 км на час, додека пак на патиштата со дозволена брзина од 100 км на час, казната ќе стигне дури ако се вози со 113 км на час или повеќе. Се зголеми таа толеранција да не се казнуваат, но како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до оние европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве ние сме негде сега на 15%. Во првата фаза на Safe City ќе се казнуваат само 4 прекршоци. Возачите ќе мора да се прилагодат на новите правила доколку не сакаат да плаќаат казни кои што се движат од 15 па се до 500 евра, па дури до одземање на возачката дозвола. Иако постои толеранција за брзината, сепак камерите ќе евидентираат и поминување на црвено светло, возење нерегистрирано возило, како и непрописно паркирање. Граѓаните кои ги анкетиравме го поддржуваат стартот на системот. Сметаат дека ќе придонесе за побезбедни улици. Добра идејата, очекувањата се дека ќе се намалат сообраќајните несреќи. Вие возач сте? Возач сум, ама заради големите гужви се поретко возам. Ја мислам дека е добра, апсолутно, и не треба да дискутираме за тоа. Не само заради степенот на несреќни случаи, жални и така натака. Мислам, се надам дека тоа ќе не натера да бидеме повнимателни, како што треба да биде. Еве, вие како возач, колку ви се промени начинот на возење во овој тест период дури беше? Па сега често гледам на брзинометарот и мислам дека е тоа тој процес што ќе треба некој време да помине, да се привикнеме на тоа. Со оглед на стотиците илјади прекршоци во тест периодот, МВР им нуди опција на возачите кои сториле посериозен прекршок, кој предвидува и забрана за возење, да ја платат казната по пола цена и да ја скратат забраната, доколку тоа го сторат во рок од 8 дена. Например, ако прекршокот предвидува одземање на возачка 3 месеци, со прифаќање на ова опција, забраната ќе трае само 45 дена, а паричната казна ќе биде преполовена. Утре Министерството за внатрешни работи треба да ги соопшти првичните резултати од Safe City системот од првото деноноќе откако почна да функционира. Тамара Дичовска, Сител телевизија.
Повлекувањето на кардиологот Сашко Кедев од здравствениот совет на министерот Алију денеска предизвика реакции. Министерот најавува дека ќе побара тет-а-тет средба со него, откако Кедев во оставката наведува дека очекувал неговите тврдења за непотребни интервенции да ги истражуваат професионални и докажани кадри. Министерот за здравство не знае зошто професорот Сашко Кедев се повлекол од здравствениот совет на министерството. Во телефонски разговор вели, немал информации дека академикот ќе си поднесе оставка и рече ќе го побарал наредната недела да се видат за да лично ги дознае причините. Иако оставката е архивирана од службите кои се наоѓаат еден спрат под кабинетот на Азир Алију, тој тврди дека документот не бил доставен до него и не го видел. Како причина за повлекувањето од советот пак, кардиологот Кедев наведува и смета дека започнатите контролни процеси треба да ги спроведуваат исклучиво компетентни кадри, со веќе докажан стручен и професионален кредибилитет. Од тука може да се заклучи дека забелешките се однесуваат и на странските експерти, кои се ангажирани од МЗ за да ги проверат првичните наоди на домашната комисија, која од 19 анализирани случаи во 10 утврди непотребни операции на срце или непотребно упатување на операции. Иако ова беше обелоденето пред 2,5 месеци, тимот на доктори од странство кои треба да дадат второ мислење се уште не се состанал. Од Министерството информираат дека се договориле со кардиоваскуларен хирург и интервентен кардиолог од Словенија, како и кардиохирург од Италија, со претходно искуство во вакви ситуации. Зошто досега не ги разгледале случаите, од здравство велат дека пролонгирањето било поради обврските на докторите, но и сите досиеа требало да се преведат на англиски. За опозицијската СДСМ, повлекувањето на професорот Кедев од здравствениот совет во министерството е голем скандал и случајот го поврзуваат како што велат клеветите на доктор Жан Митрев против нивниот председател Венко Филипче. Клучното прашање е дали Жан Митрев излезе со клевети против председателот Филипче токму за да се создаде алиби власта да го тргне Кедев и целиот случај со операциите да биде затворен. Дали ова е цената што сите треба да ја платиме за Жан Митрев да биде заштитен од одговорност? Зошто Жан Митрев толку долго молчеше? Зошто самиот не се појави во обвинителството? Дали се чекаше токму овој момент? Да се купи време, да се избега од одговорност, да се сокријат трагите? Лани летото кардиологот Сашко Кедев јавно кажа дека во приватни болници во сала се внесувале луѓе за стентирања и операции за профит. Потоа министерот формираше интерна комисија да ги испита тврдењата, која констатираше дека 10 пациенти без потреба биле оперирани. Доктор Кедев не е дел од таа комисија. Инаку сите најави за поголема контрола на кардиоинтервенциите се уште не се реализирани. Не функционира така наречениот hard team, кој треба да дава второ мислење пред секоја кардиохируршка интервенција. Јавноста нема информации за работењето на приватните болници, а пак специјалистите од овие области не можат да пристапат до досиејата на пациенти кои се третираат во нив, што беше најавено од министерот Алију преку дигитализација, односно поврзување на сите приватни и државни болници и клиники. Александар Динев, Сител телевизија. Владата нема да издржи до 2028, вели Филипче. Мицковски останува на ставот за редовни избори и укинување на пржинската влада. Неизвесен договорот на владата со УПОС. Ке прифатат ли синдикалците откажување од растот на платите предвиден со општиот колективен договор? Лидерот на СДСМ во интервју за Радио Слободна Европа вели дека оваа влада не може да издржи до 2028 година и уште еднаш уверува дека предвремени избори ќе се случат. Него прифаќа предлогот на власта за укинување на пржинската влада и смета дека и натаму е неопходен контролен механизам пред избори. Мицковски вели дека ваквото решение е надминато и останува на планот за укинување, но не и за следните парламентарни избори. Катерина Нешкова. Оваа влада нема да издржи до 28, смета опозицијскиот лидер Венко Филипче. Својата предпоставка ја темели на ставот дека власта е сконцентрирана исклучиво на сопствените интереси. Тој го одби предлогот на Мицковски техничката влада да важи и за наредните избори. Филипче вели дека пржинската влада мора да остане и по нив. Лесно е со 2/3 да правиш што сакаш. Прашањето дали си политички коректен, дали имаш слух за вистинските аргументи на другите политички фактори, дали имаш слух за
волјата, потребата на мнозинството граѓани и за иднината на државата. Ова власт за жал нема. Мислам дека сигурно ќе има предвремени избори согласно кризата која што не очекува, која што оваа власт практично ја генерираше, не знае да изменаџира, затоа што нема ниту волја, ниту капацитет, се грижи само за сопствените интереси, затоа што мора да се испорача, тоа што никогаш не го демонтира дека ќе стигнат мигранти за пари, затоа се потребни предвремени избори. Дали ќе бидат на крај на оваа година, следната, ќе видиме, но до 28 нема да може да издржа вака. Мицкоски пак вели дека предлогот за пржинската влада е таков затоа што токму Филипче го барал, додавајќи дека таа според него воопшто не е потребна на Македонија. Тој останува на ставот дека засега се потребни редовни, а не предвремени избори. Техничка влада, ние рековме на следните парламентарни избори да има техничка влада, бидејќи тие така сакат. Но после следните, тие што ќе бидат не знам кога, значи после овие што ќе бидат редовни во 2028 година, да нема. Затоа што нема логика повеќе да имаме техничка влада, тој механизам и тој инструмент беше во други времења. Помина, посебно сега, откако Советот на Европа јасно кажа дека се укинува и постмониторингот за Македонија. Тоа е јасна порака дека имаме владење на правото, дека имаме демократија, дека како влада имаме капацитет да спроведеме фер избори, без разлика дали се локални или парламентарни или председателски. Прашањето за укинување на пржинската влада се отвори на лидерската средба, што ја организираше премиерот, а на која Филипче не присуствуваше. Нацрт измените на законот за влада веќе се изготвени и доставени до пратеничките групи. Сепак пораките од парламентарното мнозинство се дека ќе се направат обиди техничката влада да биде укината консензуално. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Неизвестен договорот на владата со УПОС. Ке прифатат ли синдикалците откажување од растот на платите предвиден со општиот колективен договор? Почнаа градижните работи на булеварот Македонија. Скопје чекор поблизу до првата подземна сообраќајница. Понудата на премиерот УПОС за зголемување на платите за 40% за 2 години не е безусловна. Владата бара синдикатот да се откаже од зголемувањето на платите според коефициенти и раст на просечната плата, кој е утврдено со општиот колективен договор. Од УПОС велат дека предлогот ќе се разгледа, но се скептични дека имаат мандат да ги лишат вработените во управата и правосудството од редовното усогласување на висината на нивните плати. Во меѓувреме, владата останува на ставот дека за минималецот треба да разговараат само работодавачите и синдикатите. Колективниот договор ќе се потпише со УПОС, но под услов да се тргне делот за плати од општиот колективен договор, за да се зголемат платите за 40% на административците во правосудството и управата. Премиерот Мицкоски бара од синдикатот одредени отстапки. Станува збор за 7800 вработени во државната управа, судовите и јавните обвинителства. Тоа е услово да дојдат, но треба исто така во тие преговори да се согласат на веќе изминатиот од важност општ колективен договор, делот за плати, кој што и онака е збунувачки, можеме да го толкуваме вака, така или онака, да го тргнеме, да излеземе од тој, бидејќи создава забуни, создава проблеми, да се посветиме на овој договор, да го финализираме и во рамките на овие 2 години да се договориме и за тој дел од општиот колективен договор. Општиот колективен договор предвидува согласување на платите со коефициентите и растот на просечната плата. Нова решение, иако е подпишано, засега не се спроведува. Од УПОС велат дека утре ќе имаат состанок со синдикалните организации, на кој ќе се утврдува дали да се прифати или не ваквиот предлог. Уште утре ќе ја контактираме владата и ќе бараме состанок со премиерот. Ако вака скроениот договор е поволен за работниците, веднаш ќе го потпишеме. За зголемување на платите во приватниот сектор, премиерот остава синдикатот и работодавачите да се договорат за минималец од 600 евра и поразно останатите плати за 100 евра. Од ССМ најавија блокади и протести. Ако премиерот утре не се појави во синдикалниот дом, најверојатно во вторник ќе го блокираат собранието. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. На крак Почна реконструкцијата на проширувањето на крак од булеварот Македонија кај Скопска рампа, како прва од 4 фази за ставање во функција на подземната сообраќајница во овој дел од центарот на Скопје.
Започна проширувањето на крак од булеварот Македонија на потегот кај Скопска рампа на почетокот на Кисела вода во правец кон центар и комплексот Лимак. Ова е прва од вкупно 4 фази за ставање во функција на подземната сообраќајница токму во овој дел од центарот на Скопје. Градежните работи ќе опфатат и дел од улицата 11 октомври и булеварот Борис Трајковски. Рокот за изведба на оваа фаза е 90 дена, а вредноста на проектот изнесува 78 милиони денари. Од денеска почнуваме конкретно со првиот од 4 чекори кои што ќе значат за најмалку 30% намалување на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје во градот Скопје. Оваа фаза прва ќе се гради 90 дена, рокот на изведба е 90 дена, а од наредната недела ќе започнеме тендерска постапка за втората фаза. Амбициозен е планот во овој мандат целосно да биде завршен, амбициозен е и планот во 90 дена да биде завршен новој дел. Но сигурен сум дека имајќи предвид дека имаме амбициозен градоначалник и амбициозни градоначалници, дека сето ова ќе се заврши и Скопјани ќе можат да се движат по овој половост многу скоро, односно во рамките на тоа што е кажано. Двете наредни фази предвидуваат изградба на 2 кружни тека од страната на Кисела вода и населбата Пролет, како и уште еден голем кружен тек кај зградата на Нова Македонија и Цветниот пазар, заедно со изградба на влезовите на подземната сообраќајница. Ѓоргиевски најави конечно пробивање на мостот меѓу аеродром и Керамитница, откако ќе биде изработено и така нареченото супервештачење. Таму имаме спор со еден објект, од каде што едната страна од објектот е веќе завршена експроприацијата, но за другата сметам дека собственикот малку има поголеми барања од тоа што би требало да биде исплатено, затоа јас имавме неколку средби, но после средбите побарав супер вештачење затоа што сакам логички е секој денар да го штедам од градот Скопје и да постигнам добра цена за градот Скопје. Таму и затоа ангажиравме супер вештаци. Верувам дека за брзо ќе се заврши тој и веќе ќе можеме да го пробиеме тој пат. Од сообраќајните решенија скопскиот градоначалник најави завршување на булеварот кај Момин поток. Мицкоски пак најави 40 нови комунални камиони за отпад за Скопје кои ќе бидат набавени преку Министерството за транспорт во соработка со Светската банка. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив мој гостин, министерот за култура Зоран Љутков. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. Годишната програма за култура или тие резултати од тој фамозен конкурс кој секоја година ја бранува јавноста беа објавени денеска. Може би беше стратешки исправно тоа да го направите во недела, па не видовме ниту партиско соопштение со реакција на резултатите. Тоа ретко се случува. Па добро, и не очекувам да има големи реакции, затоа што навистина беше исцрпна работата на комисијата и на Министерството. Мислам дека поддржавме одлични проекти, исто како што и претходната година немаше големи реакции. Се разбира дека ќе се реагира. Добивме денеска одредени мејлови во кои што има незадоволни. Се разбира, тоа е многу мал процент, но се разбира дека ќе излеземе во пресред да видиме дали е некаде грешката направена кај нас или е во нивната документација. Се разбира дека има простор и за поднесување на жалби и за повторно одлучување на одредени проекти. Имаме обезбедено уште одреден буџет по основ на жалбите, така да се надевам дека се ќе биде во ред. Рековте рекорден број на апликации, над 2600, колку што видов огромен број се и одобрени. Велите амбициозни најави, зголемен буџет, што е поразлично во овогодинешната програма за разлика од претходните години? Видете, секоја година во принцип е добро да се зголемува буџетот за поддршка на проектите. Оваа година во фокусот е современото творештво, што е многу важно. Многу е важна живата уметност, поголемата зголемена продукција во националните установи. Буџетот секоја година се зголемува. Оваа година имаме рекордно висок буџет, веќе дојде над 5 милиарди и 200, поддршка на македонските музички дела, откуп на ликовни дела, делегираниот буџет кој што го има една популарна мерка каде што има 18 институции оваа година. Го зголемивте бројот. Да, го зголемивме бројот на 28, тоа значи дека во текот на годината голем дел од институциите и директорите како менаџери се покажале добри. Се разбира, од 72 институции имаме 28. Се надевам дека и другите институции ќе покажат
поголем напредок во однос на работата, ќе го зголемуваме тој број. Она што го направивме како пилот проект, сега веќе станува понатаму систем и јас сум задоволен како функционира оваа мерка. Најавивте 400 милиони денари за реконструкции. Тука најзвучната универзална сала, турскиот театар, реконструкција и обнова на голем број од салите, кои дел од нив не се во добра состојба во моментот. Колку е реално дека ќе видиме крај на некој од овие проекти до крајот на 2026 година, затоа што и во универзална сала веќе стана еден символ на одложување и несторување. Видете, поголемиот процент од националните установи, објектите се во лоша состојба. Значи, ова е системска негрижа години наназад. После она што се случи во Нови Сад со падот на настрешницата, она што се случи со пожарот во Кочани, ние го уклучивме црвениот аларм да ги испитаме сите национални установи, да видиме во каква кондиција се, не дај Боже да ни се случи нешто такво. Видовме една очајна состојба, направивме анализа на сите национални установи и сега полека почнуваме да работиме на поголемиот дел проектни документации. Да речеме во Прилеп, театарот Војдан Чернодарски на голема жалост, но не исполнуваше веќе никакви услови понатаму да работи. Затоа ние веднаш почнавме со изработка на идејно решение и проектна документација и тоа ќе го правиме понатаму и со театарот во Штип, со театарот во Охрид и продолжуваме со сите оние заостанати проекти кои што беа закочени последните 3, 4, 5, 7 години, ги откочивме сите проекти и за сите е одобрен буџет во текот на наредната година. Кога спомнавте за универзална сала, тоа е еден сериозен проблем кој што го начекав пред 2 години, но сепак беше многу попаметно да се почека, да се направи проектот клуч на рака, за да немаме во секоја фаза на изработка да имаме повторно нова тендерска документација и да чекаме со месеци. Сега тоа се направи клуч на рака како еден целосен проект и една компанија ќе го изработи до завршувањето. Најавивте дека набрзо ќе се знае која е таа компанија и кои се сите детали од договорот, кога ќе се случи тоа? Да, заврши тендерската постапка. Утре ќе се комисијата ја прави евалуацијата, утре ќе се одбере изведувачот и имаме рок на жалба 8 дена. Се надевам дека нема никој да се жали на постапката, дека се ќе помине во најдобар рок, да не се повтори тоа што се повтори во претходните обиди. Еден од приоритетите во годишната програма ви е заштитата на културното наследство. На терен бројни локалитети се запуштани. Колку објекти се реално заштитени, на што се должи тоа што повторно се враќаат во лоша состојба, дали е тоа недоволно се инвестира или недоволно се контролира, како понатаму се третираат овие локалитети и објекти? Мислам дека она што го начекав пред 2 години беше тотална девастација на сите локалитети кои што ги имавме и направивме веќе санација на одредени, Стоби функционира совршено. Почнавме да работиме и на Вардарски рид, Скопското кале ќе имаме веќе на пролет конечно отварање, завршени се мислам во крајна фаза двата музеи. Тука имаме тесна соработка со градот Скопје. Работиме и на Скупи и на аквадуктот. Обемна е работата, имаме големо културно наследство, имаме многу објекти кои што треба да се заштитуваат, но има и еден сериозен проблем во недостиг на стручен кадар, кој што може да работи на терен и недоволен број на компании кои што работат на оваа проблематика во делот на заштитата на културното наследство. Ако еден еклатантен пример треба да издвоиме за тоа колку лошо го третираме нашето културно наследство, тоа ќе биде Охрид. Последниот ревизорски извештај ни покажа дека и покрај сите шанси што ни се дадени, сите одложувања на носењето на веројатно неминовната одлука Македонија, односно Охрид да биде ставен на онаа листа на културно наследство во ризик,
не сме преземале малтене ништо. Знам дека најголем дел од надлежностите ги има таму локалната самоуправа, меѓутоа сепак вие бевте тие кои рефериравте пред УНЕСКО за тоа што досега сме направили или не сме направили, и кога вчера рековте дека треба да бидеме подготвени на се, ми беше јасно дека веројатно сте песимист, односно очекувате конечно да се случи тоа, Охрид да биде ставен на таа листа. Да бидам искрен, во делот на заштитата или заштитата на старото градско јадро во Охрид, ние сами сме си задале преголема задача или преголем опфат кој што во годините наназад бил девастиран. Сега веќе на некои позиции нема враќање назад, значи направени се огромни пропусти наназад 20 на 30 на години. Она што можеме да направиме е да не продолжи таа постапка на девастација на старото градско јадро на Охрид. Ние ги направивме сите извештаи, направивме се што можеме. Ова беше затекната ситуација. За година и пол не можеме како Министерство за култура да преземеме толку многу обврски, но морам да кажам од друга страна дека овдека се засегнати сите страни. Мора да се направи координација апсолутно со сите министерства, и транспорт и врски, и животна средина, и локалната самоуправа, и Струга, и Охрид, но и албанската страна. Од другата страна, Албанија има многу мал дел во делот на Охридското езеро, така да таа комуникација знае некогаш да биде многу проблематична и многу тешка, а извештајот кој што го имаме мора да биде заеднички. Значи не може да се префрли целата вина на македонската страна. Јас пак ќе кажам, мораме да се подготвиме на се. Извештајот претходниот не беше добар, ни дадоа 7 месеци, што е многу мал период да се завршат голем дел од обврските, и мораме да се подготвиме и она што го сугерира да влезе Охрид во опасност. Што значи тоа да се подготвиме? Ве јавноста ќе се подготви да прими лоша вест, но што значи за државата? Вие како се подготвувате за тоа? Видете, ние ќе работиме се за да не се случи тоа. Но ако влезе во опасност, тоа значи влегле многу големи европски земји, градови во опасност, пак се вратиле повторно назад, тоа значи дека УНЕСКО ќе има многу поголем мониторинг врз одлуките кои што ќе треба да ги носиме и во делот на процесите и зголемена финансиска поддршка. Да, важна е оваа тема, важен е конкурсот и колку се инвестира во културата и која ни е културната стратегија, но вие во моментов имате уште едно важно прашање. Министерството за култура и вие сте нападнати со 800 тужби од културните работници во однос на вашата примена на колективните договори во културата. Како дојде до тоа културата да биде еден од најголемите судски ризици за државниот буџет? Мораме да гледаме на постапката дека тргнавме да го решиме проблемот. И проблемот, според мене, е решен. Направена е пресметка на плата, кое што всушност го реши проблемот кој што беше направен во 23-та година во септември. Со тоа што се направи во 23-та година во септември, се случи платите во целиот јавен сектор. Минималната плата да биде, да речеме, 36.800, само во култура да биде 39.000. Што ја става културата надвор од законските рамки или тоа како треба да изгледа минималната плата во целиот јавен сектор. Кога таква пресметка ќе направите, сваќате дека грешката е направена многу поназад. Но бидејќи тогаш, платите не се намалиле, туку останале такви какви што се, синдикатот не тужал. Иако и самите признаваат дека грешката е направена тогаш. Но сега, кога ја исправивме грешката, платата наместо да се зголеми по старо 9%, се зголеми, да речеме, 6%. Тогаш тие влегува во процесот на тужби. Но морам да кажам дека повторно стојам позади тоа дека направивме правилна пресметка на плати, која што беше признаена од цела влада и сега конечно ни се зголемуваат буџетите за работа. Имаме од 800 тужби, некаде 20 пресуди, веќе на првата пресуда апелација ја врати назад. Ова може да трае многу долго, но вие имате ли некаква математика, пресметан ризик, што ќе значи
губењето на дел од овие. Не може да се изгуби. Не може да се изгуби. Бидејќи кога разговаравме и со двата синдикати, и со СОНГ, и со СКРМ, кои што заедно го потпишале колективниот договор со Министерство за култура, тие имаат различни пресметки на плата. Двата синдикати различно ја пресметуваат платата. Ние пак направивме координативно тело, заедно и Министерство за финансии, Министерство за култура, владата, направивме координативно тело каде што донесовме ваква пресметка каква што е донесена сега и стоиме позади тоа. Ако апелација ја враќа назад на повторно разгледување, тоа значи дека ќе треба одново да се разгледа целиот овој процес. Сигурно не ви е пријатно да бидете рекордер во примени тужби. Од вашите поранешни соборци вие бевте дел од овој синдикат. Апсолутно, и бев дел од синдикатот, и го поддржувам синдикатот, и сум го поддржал и колективниот договор, и не сум отишол никогаш спротивно колективниот договор во култура. Ве прашам дали има некаков компромис кој што можете да го најдете сега со синдикатот за да се сопре таа процедура и на крајот од денот културата да биде во фокус, а не така да се војува во повторно ќе судница. разговараме. Јас и разговарам и често со синдикатот. И велам, ова е судски процес кој што треба да го оставиме да го реши судот, но ние не можеме да се фокусираме само на тоа. Треба да работиме и на националната стратегија за развој на културата која што е веќе во завршна фаза и треба да работиме и на законите кои што ќе треба да ги спроведеме во текот на годината. Не слушаме многу поплаки во однос на висината на платите, друго е толкувањето на колективните договори, но она што се почесто во јавноста се коментира е дали може би има потреба да има и некаква методологија за тоа зашто се плаќа во културата и дали секој испорачува онолку колку што и заработува. Не само во културата, тоа е генерално за јавниот сектор, меѓутоа еве зборуваме во моментов за културата. Се размислува ли за некаква плата по учинок, за некаква стимулација за земање учество во проектите, за станување на тие даски, а не само формално учество во тој систем? Така е, во право си и функционалната анализа ни покажа големо уназадување на националните установи последниве 7-8 години, зголемување на платите, а намалување на продуктивноста. Да. Затоа ние направивме една анализа, сеопфатна анализа, и тоа влегува и во националната стратегија за развој на културата, која што ја немаме од 22 година е истечена, и имаме сериозно голема мрежа на национални установи. Тоа се 72 национални установи, кое што е неодржливо функционирањето на сите 72 и размислуваме на фузирање на одредени установи за да работат заеднички. Тоа не значи отпуштање од работа, туку апсолутно намалување на бројот на администрацијата, а зголемување на продуктивноста. Имаме голема несразмерност во однос на регионите во Македонија. Во западниот дел имате, да речеме, 40-50 национални установи, додека во јужниот дел, по целиот Вардарски регион, имате 2 или 3 национални установи. Затоа и сега во конкурсот успеавме од другите корисници да поддржиме поголем дел таму каде што нема национални установи, да поддржиме поголем број на проекти. Но секако мора да има некаква реорганизација во овој дел за да се зголеми продуктивноста. Целта моја како министар за култура и туризам, кој што ги знае состојбите од внатре, е да се зголеми продуктивноста во делот на култура. Се соочивте во изминатиот период со реакции околу цените на културните настани. Билетите несумнено се поскапени, особено од Нова година наваму. Го слушна вашето образложение и во изминатите денови и денеска. Велите, салите се полни. Тоа значи дека културата е достапна? Тоа е одговорот? Па да, морам да кажам дека е зголемена продукцијата, дека е зголемен квалитетот на проектите и е зголемена побарувачката на карти, на билети. Скоро во сите национални установи, еве да речам, посебно во Скопје, бидејќи тука се поголемиот дел, попопуларните, да речам, институции. Гледајќи од
3 години наназад од 23 до 25, бројот на публиката е зголемен на годишно ниво за 2-3 до 5.000 во една институција. Да речеме, ако Драмски театар во 23 година имал 120 изведби, во 24 година имал 150, сега има 190 изведби во 25 година и бројот на публиката е зголемен. Ако ние немаме карти во наредните 4 месеци, тоа значи дека побарувачката е зголемена и дека имаме поквалитетна продукција. Ја разбирам, ова е една класична пазарна логика, која според мене е неприменлива кога сите ја финансираме културата. Тоа не е пазар, не е супермаркет, не е шопинг мол. Ние сите плаќаме и плати, и струја, и реконструкција на тие објекти, така што логиката се бараат карти, тоа значи дека цената е добра, не ми е прифатлива, затоа што тоа значи дека оние кои можат да купат карти, купуваат. Може би е подобрена понудата. Но оние кои не можат, се исклучени од системот, а плаќаат. Но не се исклучени од системот. Ова не се однесува. Ова зголемување на цените на билетите го прави управниот одбор заедно со управата на театарот. Не се зголемени секаде. Зголемени се во неколку скопски и тоа на одредени проекти, кои што имаат високи хонорари во однос на режисерите или диригентите или композиторите или било како. Но ние сепак си остануваме на групните организирани представи кои што се однесуваат на градинките, на основните школи, на средношколците, студентите имаат посебен попуст, пензионерите имаат посебен попуст и тие проекти, да речеме, после трета, четврта или пета изведба, веќе и цената се намалува и станува достапна за секого. Значи, овие не се фиксни суми кои што остануваат до крајот на животот на една продукција. Рековте во една прилика дека практично управните одбори на установите одлучуваат, но веројатно вие можете како министерство да поставите некој плафон, цена која не може да се надмине. Например, тоа било неформално, читав малку околу ова, не е дека постои некаде некакво правило, меѓутоа од 0,5% до 1% од просечната плата во државата. И навистина е така, и во Германија, и во Франција, и во сите развиени земји, кај нас достигнува 2,5% од просечната плата, еден билет од 1000-1200 денари. Може да поставите некоја неформална или формална со ваша одлука цена која не може да се надмине. Јас видов дека има реакции по однос на ова и ќе разговарам со директорите. Зголемени се цените посебно кај 3 национални установи, што е Филхармонија, опера и балет и Драмски театар. Мислам дека тие ги качија малку повеќе цените. Ќе разговараме, ќе видиме, ќе наметнеме, да речеме, некоја цена која што би била прифатлива, но сепак не е законско решение и не е тој министерот кој што би се замешал во цената на билетите или можеби како предлог и да се донесе некое законско решение или правилник колку би требало да чини еден билет во една национална И сето ова за крај сакав да го заокружам со нешто што и вака би ве прашала кога би ве сретнала, дали правиме доволно за да културата им ја доближиме на следната генерација на читатели, слушатели на наша музика, гледачи во театар, затоа што имам впечаток дека една турбофолк култура од регионот навистина силно се наметнува. Во самиот конкурс, од тоа што видов, не сме посветени многу на дигитализација на самите книги. Децата знаеме дека немаат навика да одат во библиотека, како што нашата генерација имала можеби малку повеќе навика на тој начин да конзумира книги. Театрите ако станат помалку достапни, ако имаме помалку музика, како една следна генерација и вашите керки и мојата ќе ги научиме што се добри вредности и која култура треба да ја почитуваат. Јас пак ќе кажам, достапни се театрите, не се секаде билетите. Добре, можеби околу дигитализацијата на книгите исто така ми беше нешто, видов само еден или два проекти кои што се и тоа скромни, 40 до 60.000 денари кои се однесуваат на е-книги. Да, тука главен фокус е Националната универзитетска библиотека, која што има навистина добри проекти во програмата. Сега работиме и за поголема достапност во универзитетската библиотека. Го отворивме и новиот дел кој што беше запоставен 7 години наназад, повторно го отворивме. Таму имаат направено супер читални со нови компјутери, поголема достапност, грејење, ладење и така натаму, но
во делот на конкурсите не можеме ние да им сугерираме на приватните Со што да аплицираат. Со што да аплицираат. Добро, некоја стратегија ако имаме, можеби да наметнеме барање дека ни требаат такви проекти. Но ова што го зборувате за дигитализација, за е-книги, е внесено во Националната стратегија за развој на културата која што ќе имаме 26-30. Зоран Љутков, во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. По продолжение вести од светот.